да се изгради една успешна приказна и во модата заедно нормално со бизнисот, потребно е многу енергија. Едно е уметност, меѓутоа друго е уметност која што треба да се продава. Земајќи во предвид дека нормално уметноста и креативноста сум ја имала како талент, наследено од генерации наназад од мојата фамилија. Тоа ми било, да речеме, некој почеток на чија што база сум темелела се наредно што следувало. Меѓутоа тоа нормално за да се развива еден бизнис и еден производ не е доволно. Требало низ текот на годините да се соочам и со многу други предизвици кои што ме однесоа во една сосема поинаква приказна. Успеав низ годините, јас сум веќе активна 10 години на нашата модна сцена, успеав да си го заземам своето место на македонската модна сцена, успеав да изградам еден производ кој што е препознатлив за мене, оригинален, производ кој што и без да знаат клиенти или луѓе дека е создаден од мене, веќе го препознаваат, што исто така е многу голема потврда и една награда нормално за уметник. И тоа е многу добра база за се она што следува понатаму. Моето место на македонскиот моден пазар успеав да си го завземам. Идеи и планови има доста. Наредни чекори се нормално активирање на модните пазари надвор од границите на Македонија, на кое што веќе се работи и се надевам дека во иднина ќе има и резултат од сето тоа. Ме водат неколку работи во однос на работата и моето функционирање, меѓутоа издвоив еве три кои што би ги издвоила како главни, а тоа е дека секогаш мораме да бидеме фокусирани, мораме да бидеме истрајни во тоа што го правиме и нормално за сето тоа да се реализира е потребно акција. Што и да сакаме да направиме, мораме да го придвижиме и без акција мислам дека ниеден процес не би бил дури ни почнат, а што останато за да биде завршен. Успешна жена и воопшто успешен човек е многу релативна работа, меѓутоа еве да речеме дека ќе врз база на моите убедувања и за животот и за тоа што се нарекува успех, успешна жена за мене би представувала една комплетна личност која што се има пронајдено себе си и во однос на приватниот и во однос на професионалниот живот. И нормално со одлуките што си ги донела да си живее и си функционира во мир и веројатно на тој начин би биле и вистински работите кои што ќе ги создава, затоа што би произлегувале од самата личност и на некој начин и оригинални. А се што е оригинално не може да биде незабележено и веројатно и успешно.